Меморандум за соработка треба да донесе во идниот период многу подобра соработка на сите полиња, а она што е најважно е создавање на еден регистар на онлайн медиуми портали. Малку подоцна ќе кажеме за тоа, или Света сега би можеле само да го официализираме, да ја официализираме соработката. Она што сега, како што каже господинот Чадиковски, го правиме о институционализирање, официализирање на оваа долгогодишна соработка и пред се регулирање на поблиски активности кои што во иднина двете, односно три институции, вклучително и Советот за етика, би ги правеле заеднички активности. Можам да кажам дека Стопанската комора на Македонија и во иднина ќе продолжи да соработува со сите медиуми по сите основи, пред се во функција на ефикасно изнесување на барањата на бизнис заедницата. Она, пошто и сме препознатливи, е заштитник на бизнис заедницата, како ќе ги заштитиме компаниите, доколку им помогнеме на релевантен начин преку пренесување на вистинските информации, односно вистински барања, кои што бизнис или проблеми кои што бизнис заедницата во моментот ги има и пренесување, односно трансмисија на овие проблеми до релевантните владини институции кои понатака би ги решиле. Овој регистар на онлайн медиуми се надеваме дека ќе биде една основа на воспоставување на таа соработка, бидејќи на тој начин платформата на пренесување на овие вистински проблеми на компаниите би била унифицирана, односно застапена како навистина единствен проблем во моментот кој што го има компанијата или одредена фела која што е регулирана преку здружение или регионални комори, така да се надеваме дека во интерес на двете, односно трите страни, ќе имаме успешни идни заеднички активности. Добро, благодарам. Ние малку ќе кажеме по-детално околу тоа што не очекува во наредниот период и зошто е важен овој регистар на онлайн медиуми. Подобрувањето на етичките стандарди во новинарската професија е една од целите за кои се залагаме како Здружение на новинари со цел подобро и поквалитетно информирана публика. Како еден од предизвиците е подобрување на начинот на кој известуваат онлайн медиумите, кои стануваат се поголем фактор во информирањето на граѓаните. Во услови пак кога најголем дел од дезинформациите, клеветите и невистините се шират од страна на онлайн медиумите, како ЗНМ чувствувавме одговорност да понудиме решенија со кои ќе се подобри состојбата. Знаете дека борбата со дезинформациите и неквалитетното новинарство мора да започне од нас, од фелата, бидејќи доколку тоа ние не го направиме самите, а еве во соработка и со другите невладини организации, во тој случај може да дојде до регулација на онлайн пазарот и на онлайн медиумите, што е последното нешто што ни треба, бидејќи тоа представува ризик за ограничување на правото на слобода на изразување. Затоа ЗНМ во соработка со Стопанската комора и со Советот за етика на медиумите во Македонија ги издржуваат своите капацитети и правиме напор да формираме регистар на професионални онлайн медиуми. Со подпишувањето на денешниот меморандум за соработка започнува процесот на препознавањето на професионалните медиуми од така наречените медиуми кои што имаат цел да шират невистини и да дезинформираат. Во рамки на овој регистар нема да има место за пропагандата, нема да има место за дезинформации, за лажни вести, нема да има место за анонимни редакции, нема да има место за анонимни уредници кои се кријат и работат по бункери. Овој регистар ќе послужи за да ја посочиме на јавноста кои медиуми ги исполнуваат критериумите да бидат медиуми, но и кои се тие кои се придржуваат до новинарскиот кодекс при своето работење и кои медиуми имаат транспарентно сопствеништво и импресум. Освен тоа, ваквиот вид на евидентирање ќе помогне и на бизнис заедницата за да знае во кои медиуми треба да се рекламира и да се огласува, бидејќи и тие, како што беше кажано, сакаат да го помогнат овој процесот, а имаат и општествена одговорност за да го поддржат постоењето на квалитетни медиуми.
Во однос на критериумите, процесот на изработка на критериумите кој се може да влезе во овој регистар на онлайн медиуми, тоа е процес што постои од порано, но сега ќе биде засилен. Тоа ќе биде еден инклузивен процес, каде преку одржување на консултативни средби со новинари, со представници на бизнис заедницата, со сопственици на порталите и со новинари од тој сектор, не само во Скопје, и во поголемите градови во државата, каде што ЗНМ има регионални центри, ќе дојдеме заедно со Советот за етика до најквалитетните решенија и услови. Во периодот нареден, значи од месец-два кој што следи, сите наши членови и медиуми навремено ќе бидат информирани околу активностите што ќе бидат преземени, а исто така ќе бидат поканети активно да дадат свој придонес со цел зајакнување на медиумската саморегулација пред се во сферата на онлайн медиумите. Благодарам. Веројатно не можеме да избереме посоодветен термин за презентација на овој наш заеднички проект, кој што го подготвуваме неколку месеци, имајќи ги предвид последните настани кога високи владини функционери најавија тужби за наши колеги новинари. Нешто што ние како Совет сметаме дека не води до подобрување на состојбите. Советот за етика и тело што инсистира на саморегулација во интернет просторот со јасен став дека не ни треба закон во оваа суптилна сфера и дека владата треба да се ги држи рацете настрана. Дел од нашата мисија, меѓу другото, се однесува и на намалување на бројот на тужби кон новинари, следејќи ги препораките од Страсбург и европските добри практики. Но ова се разбира не значи дека ние сметаме дека новинарите се некој вид на заштитени мечки и дека треба да се заборави што значи одговорноста на јавно искажаниот збор и каква моќ јавно искажаниот збор има. Проблемот со непочитувањето на професионалните новинарски стандарди, како што кажа и Младен, е најзастапен токму во интернет сферата. Нашата статистика, например, од минатата година покажува дека во 77,7% од случаите, кога сме имале представки до нас, тоа се однесувало на текстови кои што се надвор од професионалните стандарди токму во интернет порталите. Тоа не изненадува, верувам дека сите следите интернет и знаете со какви текстови, какви наслови се служат дел од нашите колеги. И тој начин на информирање, тој начин на новинарство што не можам ни да го наречам новинарство, прави огромна штета на повеќе нивоа. Ја урива и онака кревката доверба на граѓаните и на јавноста во медиумите, креира една недолична и примитивна атмосфера на јавен дискурс, каде што граѓанинот го губи своето основно право да биде информиран и конечно ваквото пишување се става во заштита на разни бизниси или политички центри на моќ и ја уништува онаа примарна цел на новинарството, тоа е да биде слуга на јавниот интерес и исклучиво на јавниот интерес. Гневот е оправдан и голем и кај колегите и кај граѓаните. И сега за разлика од случаите со претходната влада, кога идеите за законско решение и регулирање на интернет просторот произлегуваат токму од самата влада, која што сакаше да се наметне, па така се роди и Советот за етика како една контраиницијатива дека нам не ни треба владата, туку самите може да се саморегулираме. Во оваа ситуација сега имаме повици од самите колеги и од самите граѓани кои што бараат некаков тип на строга законска регулатива, што оди дотаму да се бараат лиценци за новинари, па владата да формирала некој специјално тело што ќе кажува кој ќе биде новинар, кој не. Кратка, хора приказна, мислам, навистина нешто што никој од вистинските професионалци во новинарството не го посакува. Она за што ние се залагаме и ставот на кој што цврсто стоиме дека ваквиот развој на настаните би бил сосема погрешен. Многу посилни демократи од нашата не се дрзнале да се играат со ваков оган. Не е работа на владата да оценува кој е кој не е новинар, тоа е работа на фелата и на публиката. Затоа за кое што ние се бориме и она што планираме да го спроведеме во следниот период со помош на ЗНМ и на Стопанската комора за зајакнување на Советот за етика како тело, чии што членки ќе бидат препознаени и во јавноста, и во бизнис заедницата, и воопшто во нашата фела професионални. Значи, заедно со ЗНМ и со синдикатот на новинари, уште летоска ние изготвивме на базични критериуми кои што се однесуваа, Младен ги спомена, околу импресум, сопствеништво, транспарентност и слично. Меѓутоа, како што кажа Младен, процесот ќе биде инклузивен и на тоа допрва ќе работиме.
Што нас ни беше многу важно во овој процес е поддршката од бизнис заедницата, затоа што да, компаниите си имаат апсолутна корпоративна слобода да одлучуваат каде ќе се рекламираат и каде ќе се појавуваат, во кои медиуми, меѓутоа исто така имаат и корпоративна општествена одговорност, затоа што со своето појавување во медиумите не само финансиски, туку даваат еден друг тип на поддршка, а тоа зборува за каков тип на новинарство поддржуваат самите компании, затоа многу сум задоволна што наидовме на разбирање и на поддршка во овој дел. Не сакам да должам многу, ќе оставам простор за прашање, само на крај сакам да сумирам дека целата идеја на овој процес на зајакнување на Советот за етика како тело каде што ќе бидат вклучени професионалните медиуми од сите сфери, па и од интернет просторот како најзагрозен, е препорака и на самата Европска Унија и воопшто на силните западни демократии. Сакам да кажам, за да нема недоразбирање, државата и органите на системот секако си се тука да интервенираат таму каде што се кршат закони. Има доволно веќе законски решенија кои што државата може да ги имплементира од аспект на говор на омраза, кој што е веќе критично дело, законот за клевета и за навреда, закон за заштита на авторски права и така натаму, меѓутоа друго законско решение не ни треба. Во сите нормални, силни демократии, процесот на зајакнување на професионалните стандарди, на борба со дезинформации и со лажни вести, се води само преку зголемување на медиумската писменост, зголемување на културата и на јавниот наратив воопшто, и да, тоа е еден тежок, макотрпен процес, меѓутоа не гледам друг начин. Благодарам.